Денес Кариера МК разговара со Сандра Серафимовска, професор по англиски и италијански јазик, со долгогодишно искуство во групните индивидуалните часови. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе. Здраво, Сандра. Ти благодариме што денеска дојде тука да го направиме овој разговор. Здраво, фала ви многу и на поканата. Да. Најпрво кажи ни нешто за себе. Која е Сандра, човекот што стои зад овој иновативен проект, многу карактеристичен за учење на странски јазици и необичен воедно. Доколку треба да зборувам за себе, не знам, многу интересно е затоа што уште од многу малечка знам кога ме прашувале да се представувам која си, што сакаш да бидеш, од секогаш сум кажувала јас сум професорка, од секогаш сум сакала да предавам странски јазици, но другата работа што е карактеристична е што секогаш сум кажувала дека многу сакам и да учам, така што пред се професор би рекла дека сум и вечен ученик. Таа некоја љубов која што имам не само кон учењето, туку и кон изучување и кон желба за лична надоградба, некако ми го трасираше патот да го продолжам своето образование не само во Македонија, туку и во други земји. Моментално сум на докторски студии во Љубљана, каде што на педагошкиот факултет работам на научно истражување за изучување на странски јазици. Темата ми е многу интересна и актуелна, значи конечно правам некаков спој помеѓу она што сум го работала во предавањето на јазици со целокупното образование на една личност, на еден ученик. Работам на читање со разбирање, една од вештините кои што се, да кажеме, значајни во изучувањето како на нашиот мајчин јазик, така и на странските јазици. Кои се основните цели на проектот Your Language Nomad? Целите на овој проект се пред изучување на еден странски јазик на повисоко ниво, доволно за секојдневна комуникација, како и за академски цели. Проектот се темели на идејата за изучување на странски јазици преку воведување на нови навики. Нови навики се сите навики кои што ги воведуваме на дневно ниво, но знаеме сите колку ни е тешко да започнеме. Овој проект нуди на учениците, на изучувачите на јазикот да совладаат еден јазик преку секојдневна работа од само 30 минути на ден. Целта на проектот е да се воведе конзистентност во работењето на ученикот, односно преку воведување на мали навики во изучувањето на еден јазик да се достигне посакуваното ниво. Каков тип на луѓе се вклучени во овој проект? Демографски гледано не можам да потенцирам каков тип на луѓе се заинтересирани, но пред се можам да кажам дека овие се луѓе кои што се обидуваат да се го изменаџираат своето време, луѓе кои што сакаат да го креираат својот работен ден и својот ден воопшто во нивна корист, односно луѓе кои што постојано работат на своја лична надоградба и ја го знаат значењето на воведување на мали сегменти во секојдневието за постигнување на некоја можеби дополнителна цел која што ја имаат во животот. Така. Бидејќи во нашата држава, концептите за учење на странски јазици се само неколку пати во неделата. Од каде дојде оваа иновативна идеја за ваков концепт на учење? Можам да кажам дека идејата не дојде така само од себе магично, туку е буквално спој на она што го викаме ние теорија и пракса. Моите долгогодишни студии во областа на психологија, педагогија ми дозволија да створам некакво знаење за навиките на учениците, за меморија, за вниманието кое што може да го посветат на час, колку е тоа долго и така натаму. Сите овие теоретски, да кажеме, знаења се потребни за понатаму да ги префрлиме во
практичниот дел, односно во предавањето и изучувањето на еден јазик. Теоријата, кога се спојува со праксата, практичниот дел доаѓа од искуството кое што сум го имала на предавање на јазик, но и сето она што се бара на пазарот. Значи, кога се работи на еден проект во сферата на образование, не е само една личност, и не е само еден ученик, туку сме збир на професори, едукатори, истражувачи, ученици и родители, кои што со своите потреби бараме идејно решение за даден, да кажам, проблем при изучување на еден јазик. Овие часови што рековте, нели 30 минути што се одвиваат, каде ги одржувате и како може ли да ни опишете како се одвива еден таков час? Така. По вие неколку години што ги имаме за време на пандемијата, значи видовме како образованието комплетно, не само образованието, туку и други професии комплетно се префрлија онлайн. Тоа не е нов концепт, значи концепти постојат, само ќе видиме колку ние сме сите спремни да го прифатиме тоа. Часовите се онлайн и идејата е секој да може да во договор со професор да си договори еден распоред за дневно изучување на јазикот во трајање од 30 минути. Јас како едукатор, како професор по јазик, работам на развивање на сите вештини во изучување на јазикот, како што се пишување, читање, слушање и зборување. И часовите се, да кажеме, мали сегменти кои што таргетираат различна вештина. Да не имаме забуна дека секој ден се таргетира нова вештина и притоа се скока од едно нешто на друго, значи пред започнувањето на еден, ева да го наречеме курс, обука или изучување на јазик, мора да се јасно познати целите на самиот ученик, за да може и професорот да се спреми и во даденото време за еден час за да може да ги потенцира и да ги разработат заедно работите кои што се потребни на ученикот. Така, како се одвива еден час, вака, што изучуваат во тие 30 минути? Така, јас сум човек пред се кој што сака да се забавува додека предава. Значи, сигурно кај мене на секој час има некој вид на игра или активност и верувајте, значи вака кога се збори се вика, игра у глобала тоа е нешто деца што сака да го прават. Не. Сите сакаме да си играме на некој начин. Сите сакаме нештото што го правиме да е интересно, затоа што и тоа е клучот до задржување на навиките. Доколку воведуваме навика од типот на изучување на јазик или било која што е потешко да се воведе, најважниот момент е да ја направиме достапна и интересна. Кога ќе направиме достапна и интересна, кога тоа ќе го интернализираме, после тоа е полесно да го практикуваме и да овозможиме конзистентност во практикувањето. Така. Дали би го препорачале овој начин на учење на јазик и на кого би го препорачале? На сите оние кои што сакаат да променат нешто, на сите оние кои што се започнати и застанати на некое ниво и се мислат како сега да продолжам, на сите оние кои што се стигнати на некое повисоко ниво, а сакаат да вежбаат, се вежба, се тренинг, се да кажеме тренинг не само на когнитивните наши вештини, туку и социјалните, комуникативните. Така. Ти благодарам, Сандра, што беше денеска со Кариера МК. Фала многу. Кариера.мк. Вистинската работа за тебе.